Ирелевантни се тврдењата дека македонскиот јазик не постои, вели за Гласот на Америка годинешниот добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата, македонскиот поет Влада Урошевиќ, во контекст на бугарските ставови дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Неговите први песни напишани на македонски се од 1952 година. Мојот опус е цел на македонски и за мене тоа прашање за јазикот апсолутно мислам дека е потпуно ирелевантно, дека е надвор од секаков, треба да биде надвор од секаков наш интерес. Тоа се некои комплекси на нашите соседи, за жал, од кои не може да се ослободат и нека си останат со свое мислење ако сакаат. Според него, диалог на такви теми воопшто и не треба да се прифаќа. Апсолутно не треба да се прифаќа полемика, диалог за такви прашања како што е македонскиот јазик. Тој постои, тој е факт, на него се напишани извонредни и поетски и прозни дела и ако некој смета дека тој не постои, нека смета и понатаму дека не постои. Нас тоа не треба да не интересира. Младата поетеса Дамјана Видичевска, која е член на Друштвото на писатели на Македонија, се надева дека младата генерација писатели од двете страни на границата ќе одолее на провокациите. Јас сметам дека за нештото да профункционира мора да постои контакт и добра политика, не корумпирана политика, која што се сведува на разбирање, меѓузаемно разбирање. Не треба тука да постои некаква кавга или некаков аргумент, туку ние едноставно треба да споделуваме наши искуства, наши дела и така да ги заедно да ги делиме тие традиции, разлики, сличности, бидејќи тоа е едното нешто што не спојува. Ако некој не сака да се разбере или не сака да му пристапи на проблемот, би рекла, со разбирање, не би одело тоа никаде. Вели дека ќе продолжи да пишува на македонски, како што тоа го правели и многу други писатели и поети пред неа. Македонскиот јазик постоел и ќе постои и како млад поет, мислам и сметам дека и другите млади поети ќе продолжиме да пишуваме на македонски јазик и дека ќе продолжиме таа традиција и ќе го негуваме нашиот јазик, бидејќи нашиот јазик е македонскиот јазик и постои. Според неа, не треба да постои никаква бариера кога станува збор за јазикот и пишаниот збор. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.